Па најнапред жалам што овие подготовки кои сите со нетрпение ги очекувавме, започна со една непријатна вест, но и од овдека да испратам порака до Енис дека сите членови на А репрезентацијата стоиме зад него, најпрво да помине без никакви симптоми и што побрзо да го добие тој негативен тест и да ни се приклучи во репрезентацијата. Се надевам дека ова ќе биде единствената лоша вест во овие подготовки. Што се однесува до останатите, сите оние што беа планирани да пристигнати се во репрезентацијата, заедно со оние што Адеми, Горан и Столе Димитриевски ќе се приклучат на крајот од овие подготовки. Се надевам дека ќе одработиме едни добри подготовки и спремни ќе отидеме за Букурешт. Јас од првиот момент кога застанав на оваа позиција, кажав дека секој собир е значаен и секој надпревар е значаен кога се игра за репрезентацијата, така и сега, без разлика што се работи за подготовки за Европско првенство, пристапот мора да биде ист како и досега. Ништо поразлично од досега не практикуваме и не сакаме да примениме. Како што беше до сега, така ќе се подготвуваме и за тоа Европско првенство. Па секако дека тоа се два подготвителни надпревари во кои ќе ги искористиме за одредени тактички варијанти. Тоа се тренинг, подготвителни надпревари, се со цел да тактички бидеме подготвени, без разлика што јас кажав дека ние сме долго време заедно, доволно се познаваме со фудбалерите и доволно ги имаме разработено сите тактички варијанти, но можност пред самото Европско првенство да одиграме и два контролни пријателски надпревари. На истиот онаков начин како што и на секој собир доаѓаат, така да секогаш кога доаѓаат на собир за репрезентацијата, се спремни да го остават и последниот атом од нивните сили.